Дечки, до тоа водопарите има ли уште многу? Нормално ли ова? Ова, дали е нормално? Дали гледате што се дешава? Ма пусти ритам да те вози, што си кона и глама. Само буди ми близу, живот нема репризу, сад или никада. Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео, нов влог, ново патување, нова авантура. Моментално е 8-9 са бајле, така да идам да си соберам друштво, па по пат или кога ќе стигнеме таму ќе ви кажам каде одиме, што правиме и така натаму, така да сија. Окей, апдейт. Стигнавме на место што не ви ни кажав кај одиме. Сега ќе ви пуштам тука инсерта таблата што сега снимав кога стигнавме. Одиме на водопари Дув. Поише водопари се вика Дув или едниот се вика Дув? Еден е. Значи идеме вајле на еден водопад, што е многу убав. Со кола идевме некои добри 2 сати. Се наоѓа негде после Маврово, го поминавме Маврово скроз, така? Го поминавме скроз на Маврово. И после Маврово на 2 сати од Скопје е Дув. Сега има, пишуваше 1 километар одење, 1100 метри мислам дека пишуваше дека имаме навака. Така да ќе си поодиме, се надам не премногу затоа што... А? Пола сат. Пола сат на 1 километар 100%. Кога одат луѓе напред треба да кажам баш. Нека има луѓе за јас да не се зборам така. Значи јас 4 години веќе на YouTube, 5 веќе терам и човек се појавија луѓе пред мене, јас се скаменив, готово, ја не зборам веќе. Не знам како да кажам, не ми е толку срам колку што ми е глупо или тоа е исто, не знам. Не знам како да го пишам, али нема врска. Сакам да се снимам кога сум си сам и да се бидам скроз ја. Сега ова што ќе гледат илјадници луѓе, тоа е друго. Еве, нешто, тука нешто тече. Само уште не знам на водопадот кај. Мислам дека нема шанси да ме слушате од водава, али си седавме на пола пат, може не сме ни на пола, имаме уште нагоре. Седавме да си каснеме нешто, зашто уште не сум јаре ништо од табајле, а веќе дојде 12 сат, така да земеме сила да каснеме нешто па ќе продолжиме нагоре. Да се зборам нормално, да не иде толку срам, ама кога ќе почнам да се дерам како да не гасиш камера други луѓе кои идат. Стигнав иначе до местово, тоа седиме на едно вакво што е вакво и водопарот е позади она ваља, таму. Кај што се луѓево, од кај нив уште натака. Ваља они моментално гледаат во него. Ја усвари навака ништо не си зборе, многу малце. Повише ви снимав, така да се надам дека уживате и дека ви е интересно што ги гледате тие природни убавини. И не знам колку сега ме слушате, да се нервирам што не знам како ќе биде звукот, што сакам да зборам, а не знам колку ќе ме слушате. Така да сега ќе идеме уште малце на водопарот, ќе ви го снимам тоа, па после ќе се зборам на потивко тоа што сакам да зборам. Луѓе, почна да врне. Многу ли има до тие водопари? Не, тука е одма. Уште ова ви е последно. Дечки, до тоа водопарите има ли уште многу? Почна да врне. Ние поседовме што поседовме и направивме, барем се обидовме да направиме некои слики со тоа водопарот. Многу беше некако не френдли за сликање. И сега не знам колку ќе ме слушате, што ќе гледате и се надам дека објективов нема да ми настрада, иако го покрив. Сега пробуваме да се вратиме назад додека не почнало поише да врне, за да можеме. Патекава им доста незгодна, а вака поуште
што врне е уште поопасно за одење. Али се надам дека ќе изодиме и дека ќе стигнеме за некои 20 минути до кола. Барем толку го рачунавме некако патот дека е некој пола сат. Ќе ви кажувам после поише сега да врне да се спастриме, па ќе ви се прејавам после. Цркнавме малце смена на возачи. Секако денот не завршува, ние сега ќе се враќаме на кај Маврово, ќе одиме во Мавровски мерак. Се викаше да јадеме таму, мада не знам бе колку е сега саат. Сега саат 2, ние јадевме у 12, ама добро там малце каснавме. Али достигнеме таму секако имаме некои 40 на минути. Пред да го снимам влогов, ја имав една идеја да почнам некаков серијал Истражија Македонија и ова да биде нешто ко прво, иако претходно лани бевме у Берово, тоа си го рачунам. 2 година сега што бевме пред неколку влога, кај бевме на Кокино. Се поише имам желба да поминуваме вакви места у Македонија, затоа што секако малце со граници сме сега поради ситуацијава затворени колку сме, колку не сме, и да посетиме што е можно поише место у Македонија. Сега не знам дали би сакале да биде најнормален влог како што секогаш бил, или сакате да биде малце подосаден и понапорен и да ве трупам со факти и информации за местото. Тоа ми освари прашањето. Затоа што ако е влог, ќе се снимам најнормално, здраво дечки, денес одиме таму, се глупираме, си одиме, бла бла бла. А ако е серијал, тогаш ќе трупам поише кај се наоѓа, што има таму, колку има помалце историски факти за местото, такви некои работи, така да ако сакате да биде серијал, ај ќе ви оставам тука горе. Не знам дали ќе биде тука горе или тука горе да гласате, сега ќе искочи у моментов. Гласајте да или не, дали сакате ова да биде серијал. А па ако биде, од целениот таков влог кој ќе идеме негде, ќе го правам така како серијал. Назад, најадени, малце, повеќето ни е позади за носење си го земавме, затоа што не бевме ни толку гладни, а мене не беше нешто претерано убаво, не знам дали тоа што не бев гладен или не беше убаво. Сега ќе шеткам уште малце. Нормално ли ова? Ова, дали е нормално? Дали гледате што се дешава? Вид. Се менува времето на секој 10 секунди, значи. Ова е ненормално. Чекајќи да преврне, и се најадовме, и кафе испевме, и све направивме. И сега конечно гледате каков поглед имаме напред. Дали ово ствари прв пат ја што сум у Маврово? А не сум прв пат, сум бил, значи многу мразам ова, ветров пак нема ништо да ме слушат. Али еве ќе се потрудам да се дерам и да ми се чудат сите, али да ме слушате. Не сум прв пат, сум бил, ама секогаш сум бил зимно време и никогаш доволно не сум го апришиейтнал езерото. Усвари колку е прекрасно. И мислам дека како повеќе ќе поминувам вака со влоговиме места во државава, се повеќе ќе се чудите кај све идам прв пат. Човек, ова вака мене ми личи на море, ова ми личи на езериште, ова ми личи да сега да идам наму да се брцнам, да не беше вака ладно, да не дуваше волку. Ама ова личи прекрасно, бре. Ја не знам дали можам воопшто да ви доловам очите што ми гледаат. Али ова е прекрасно. Никогаш не можеш тоа што гледаш вака, да го доловиш колку е убаво. Али претпоставам дека голем дел од вас сте биле, така да знаете колку е убаво. Али ова стварно. Ја, сега малце сватив дека научариве ми го прават уште убаво да личи. Не дека вака не е убаво. Дали не знаете научариве како функционира, чека да пробам да ви покажам. Гледате? Не знам дали гледате, гледајте. Не можам да му се изнагледам на местава, гледате. Глед! Може да викам. Дали вие го гледате ова? Дали вие сте биле тука? Дали вие доволно ги апришиетнувате македонските убавини? И зашто не е доволно? А ние до сега правихме... Што ќе гори? Што ќе гори? Инстаграм ќе гори. Доколку не ме следиш, ти, што гледаш ова видео на Инстаграм, зашто побогу? Ма пусти ритам да те вози, што си кона и глама. Само буди ми близу, живот нема репризу, сад или никада. Толку се збогуваме од тоа место, барем за сега, за овој пат, али дефинитивно ќе си дојдеме пак. Сега ќе се патуваме ништо, нека е дома, нека е Скопје, нека е досадното, нека е секојдневното. Обавезно гласете ми тоа што ви реков, ќе го оставам горе, не знам дали ќе биде во овој ќош или во другиот, стиснете. Ако сакате таков серијал ќе почнам од следното место каде што ќе патувам. Каде бе брат? Оди, знаеш ли колку е убаво езерото? Ти поише од мене знаеш, ти си секој ден тук. Поздрави го влогот. Поздрави го. Седи. Седи. Не, а? Ти ќе не сакаш ли поише? Еј, ало. Ти
Ти не би не фермал, ти не. Дојде бредно поштовање да си имаме. Не бе не. Затоа што многу често заборавам да ги одијам влоговите, сега ќе беше така, да го одијам вака да возам, зашто после пак ќе заборавам дома. Фала ви што гледавте ова видео, не знам колку ќе биде хаотично и што ќе успеам да средам од него, али се надевам дека уживате од него. Ако е така, ставете лайк на ова видео, не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал, а ние што паѓа? А ние се гледаме следното видео.